civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Rusko-ukrajinskата криза започна кон крајот на 2013 година, а се разбира се вжешти и кулминира на некој начин со воената агресија на Руската Федерација врз Украина, кога Кримскиот полуостров беше анектиран, а руската политика ги поттикна, се уште ги вооружува и ги финансира паравоените формации во источниот дел од Украина. Во моментов има над 100.000 војници и тешко вооружување на украинските граници. Дел од тоа и во Белорусија се наоѓа. Некои извори, украински извори велат дека тоа се над 130.000 војници, руски војници, дека се уште доаѓаат нови. Барем Министерството за одбрана на Украина го соопшти тоа неодамна, а го објави Цивил Медија. Во моментов 7,2 од територијата на Украина не е под контрола на Киев, односно се наоѓа под окупација или е во некаква форма на конфликт. Се работи за конфликт кој трае од 2014 година и се уште трае и во кој според извештајот на Обединетите нации до сега се загинати 13.300 луѓе, според Украинското министерство за надворешни работи над 15.000 луѓе се загинати во борбите и во различните облици на конфликт во Украина во овој период од 8 години колку што трае оваа криза. Оваа криза, како што сите многу добро знаеме, има влијание, силно влијание во целиот свет. Гледаме дека сега во моментов се во фокус двете страни, Русија и Украина. Ова е, се разбира, криза, конфликт кој има силно влијание и врз земјите на Западен Балкан, а се разбира и на Северна Македонија. Тоа што ние го гледаме во овој период е дека земјите на Западен Балкан, и тоа не само во последниот период од неколку месеци, од 2 месеци, колку што трае оваа криза, зголемувањето на интензитетот на кризата, туку и во подолг временски период земјите на Западен Балкан се ранливи на низа влијанија кои доаѓаат, негативни влијанија кои доаѓаат како последица од руско-украинските тензии, односно кризата, особено затоа што земјите на Западен Балкан не се членки на Европската Унија, не се под тој чадор во кој има еден систем кој е економски, социјален, политички и така натаму, кој би можел да ги заштити земјите. Се разбира, регионот е ранлив и во поглед на низа други карактеристики, како што се ранлива демократија, би рекле, слаби економии, тензични односи внатре во држави, во дел од државите и се разбира она што е добрата вест во целата таа приказна или олеснителна околност под наводници е што еден дел од земјите на Западен Балкан се членки на Северноатлантската алијанса, членки на НАТО, но сепак тоа не значи дека самите земји не се во опасност да бидат предмет на притисоци, на пропаганда, а се разбира и да страдаат од економски, најмалку економски и енергетски кризи, какви што се очекува да има, односно веќе дел од земјите веќе го чувствуваат тоа. Цивил како организација и Цивил Медија како медиумска платформа на македонски, албански и англиски јазик во изминатиот период редовно ја известува јавноста, како домашната, така и меѓународната, бидејќи имаме и многу читателки и читатели од странство.
за ова криза, како влијае кризата, вести од самиот терен. Се обидуваме како медиумска платформа, а се разбира и како организација, да ги видиме сите страни, да ја избегнеме, односно да ја откриеме и да ја разобличиме пропагандата во поглед на овие теми и се разбира да ја известиме јавноста за тоа што се случува во регионот, какво е влијанието нивно врз нашата земја и што може да се направи во тој поглед. Во известувањето се обидува тимот на Цивил да биде што е можно повеќе избалансиран, да ги најде вистинските соговорнички и соговорници, да ги најде вистинските извори, па така најчесто се консултираат повеќе различни извори, меѓу кои и руското и украинското министерство за надворешни работи, а се разбира и институции, експертски капацитети и на Западот, од Европска Унија и Соединетите Американски држави, се користат извори и контакти кои се релевантни, кои доаѓаат од независни извори, колку што е тоа можно во ваквите околности. Ова е прва поголема наша активност пред камерите, поточно во фокусот на Цивил. Ова е веќе второ издание, почнувајќи од почетокот на февруари па до крајот на март се закажани и повеќе теми. Секоја среда во 13 часот, како што знаете, јас би сакал кратко едно ЕПП да направам за тоа што следи во наредните среди. На 16 февруари Цивил организира ваков настан на тема нелегалното оружје и организираниот криминал, се е поврзано, така е насловот на темата. 23 февруари информацијски хаос, трендови и перспективи. 2 март изборен систем и реформи, препораките на Цивил. 9 март еднаквост на жените, длабока хибернација. 16 март мултикултурализам, основа за развој, стабилност и почитување на човековите права и слободи. На 23 март, последната среда од март, ќе зборуваме на тема безбедноста и реформите во полицијата, поблиску до граѓанките и граѓаните, или не. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.